на сите. Добредојавте во Токен Падок Македонија. Рецесија. Тоа е зборот што ќе биде многу популарен во наредниот период. Светот е веќе во рецесија. Тоа го призна и америчкиот претседател Бајден и од Европска банка, сите главни големи институции и ММФ, сите се едногласни за ова рецесија. Рецесијата, морам да ги потсетам сите, дојде како производ на COVID-19 наводната пандемија. Многу луѓе, многу фирми, многу компании ги изгубија своите животи, односно начинот на кој што го живеа. Ги изгубија во смисла финансиска. Во тој период од COVID-19 сите дава големи кредити, сите централни банки, сите банки комерцијални даваа постојано средства на сите луѓе и исто така видовме популистички мерки каде што државите даваа финансиска помош на сите луѓе што мора да останат бесправно заклучени дома. Во една таква ситуација ние имавме мало производство на продукти и нормално на услуги, а од друга страна потрошувачката се зголеми. Во една таква ситуација, тоа направи дополнително за ова инфлација денес, што без неја да биде производ токму од овие популистички мерки, од овие глобалистички мерки што не зафатија сите. Во овој начин, како што е ресетирана ова светска економија, многу е едноставно. Значи, нештото мора да се произведе за да дојде до конзументот, да можеме ние да конзумираме. Како што реков, имавме ситуација каде што работите се помалку се произведува, а конзумирањето дури и се зголеми. Претходно деценија, уште после крашот во 2008, многу држави има популистички мерки во смисла дава кредити постојано и самите држави зема големи кредити од светскиот економски убиец ММФ и знаеме тоа како помина. Денес, покрај ова рецесија, покрај ова лоша економска ситуација, ние имаме и воена ситуација. Воената ситуација, како што знаеме сите, почна од февруари и цел фокус моментално е во војната во Украина со Русија. Тоа е исто втора работа. Но меѓутоа, исто така светот денес се соочуваме со понатамошно проширување на овие воени конфликти. Како што многумина веќе можеби сте виделе и знаете дека воениот буџет на многу држави веќе драстично се зголемува. Што значи тоа за вас, за нас, за обичните луѓе? Тоа значи дека ќе има помалку пари во здравствениот систем, ќе има помалку средства за социјала, помалку средства за образование, а повеќе за купување оружје и за војна. Јас по природа никогаш не сум бил негативец и никогаш не сум, јас сум секогаш реалист. И ги гледам работите онака реално како што се. Во оваа ситуација, каде што имаме рецесија, глобална рецесија, со најголеми стапки уште од големата депресија од 30-тите години. И плюс од озгора имаме нестабилна геополитичка ситуација во цел свет. Дури исто така големи се можностите ова војна да се прошири и на други фронтови. Што значи тоа за нас? Тоа значи дека економите и понатаму ќе паѓаат и ќе колабираат. Освен големите сили каде што можат да профитираат од продавање оружје и така натака. Ако остани ова ситуација како што е, и ако ова војна заврши евентуално, и евентуално ако нема други војни, дефинитивно сметам дека финансиските маркети
треба да почнат да закрепнуваат од четвртиот квартал на оваа година. Да бидам поконкретен. Моето очекување е дека комодитетите, како и досега, што растеа во ваква ситуација на криза и нестабилност, очекувам комодитетите и понатаму да растат. Се разбира во најмногу во делот на енергенци. Значи нафта, газ. Но меѓутоа, пошто сега исто така ние се соочуваме со најголемата криза за храна што допрва ќе доаѓа во цел свет без разлика во кое општество се наоѓате. Тоа ќе биде глобален проблем за сите. Недостатокот на храна е реален проблем и веќе ние се соочуваме веќе ова цела година до сега. И понатака ова ќе се дозасили. Многу мина знаат дека 50% од житарици извозот во цел свет е од Украина и Русија. Нормално во вакви ситуации тој извоз драстично ќе се намали. Исто така имаме доста непогоди што нормално влијаат за жетвата, за било какви плодови, односно храна да може да се произведе и да се дистрибуира низ цел свет. Овие се актуелни индикатори, реални податоци. Дури и Обединети нации и сите светски организации веќе полека признаваат за овој проблем што надојдува. Како да беше малку ова рецесија и ова војна и сега ќе се соочиме со проблемот, односно со недостаток на храна. Мојата предпоставка е дека ова би можело да трае уште подолго време, можеби и 2 години. Но меѓутоа, како што реков, за финансиските маркети, многу зависи од глобалната ситуација, зависи од геополитичката ситуација. Како што реков, ако нема војни, ако ова војна во Украина заврши, дефинитивно јас ги гледам сите финансиски маркети да почнат да растат и да одат нагоре. Но меѓутоа, како што знаете, многу централни банки веќе го буквално без да кријат, тие стравуваат од крипто индустријата. Стравуваат од децентрализираност, затоа што тие се створени на еден централистички начин и нивната идеја е централна економија. Криптовалутите представуваат нешто сосем обратно, децентрализираност. Тоа не е во полза на елитите, тоа не е во полза на Светската банка и други централни банки во светот. Но меѓутоа, најбитната работа во сите овие работи што ги напоменав и што ги спомнав, најбитната работа е секој еден индивидуалец, секој еден човек добро да се информира и да се едуцира за сиве овие работи што се случуваат во економијата, за да можете подобро да ги видите, да ги согледате и да ги разберете. Криптомаркетот несомнено е иднината во светот. Тука нема никакви прашања. Дури и тие централистите самите кажуваат и со извештајот на ММФ од крајот на април, од својот извештај, третина од тој извештај тие го посветија на децентрализирани финансии. Тие тоа го студирале и затоа го пишале таму. Зборуваме за ММФ и тие го признаваат тоа. Работата е што луѓето, голем дел од луѓето во цел свет, не се едуцирани, не знаат ништо за крипто светот. Не може да ја согледаат разликата меѓу децентрализираност и централизираност. Како што знаете, сега ние имавме една ситуација, сите што следите криптомаркетот, предпоставам дека сте слушнале за ситуацијата со Целзиус. Ние на нашите курсеви во Токен Падок, што ги правиме со сите учесници досега што биле и сите понатаму што ќе учествуваат, во сите тие работни групи, ние имаме материјали и на македонски каде што сите учесници можат да ги прочитаат и да научат се што е генерално за крипто индустријата. Ние ги обработуваме овие теми токму како што е ситуацијата со Целзиус. Односно, во нашата едукација ние добро им објаснуваме на сите луѓе
дека голема е разликата на централна менувачница или било каква централна финансиска платформа што се занимава со крипто и децентрализирани финанси, односно независни новчаници како што се MetaMask, како Hot Wallet, дигитален новчаник или како што го имаме Ledger како hardware wallet. Овие се само примери што ги спомнам. Ве молам да разберате сите. Единствен начин вие да ги имате вистина с вашите средства, единствен начин е да имате еден ваков тип на wallet. Дали тоа ќе биде hot wallet, дали тоа ќе биде hardware wallet. На тој начин да ги чувате вашите крипто средства. Денес маркетот е негде под 1 трилион долари. Негде околу 950 милиарди долари. Биткоинот моментално е на 20.700 долари. Но меѓутоа, јас сметам дека пред нас престои едно тешко лето за сите финансиски маркети, а најверојатно ќе биде и за криптото. Мислам дека се надевам дека не сум управо, но меѓутоа како што ги анализирам некои работи, мислам дека крипто маркетот и понатаму може да оди долу во овој период. Но како што реков, сите овие финансиски маркети, тие не се туку така независни. Тие сите се во една симбиоза со цело општество. Така да, секоја една ситуација во целина, севкупно во целиот свет, како е економска појава, ќе има влијание на овие финансиски маркети. Но едно е сигурно, во една ваква силна инфлација, ако имавте вие 1000 евра лани, тие 1000 евра денес реално ви вредат негде околу 300 евра. Ако се наоѓате во некоја од подобрите економии, како Америка или Западна Европа, во тој случај може би пола. Официјалните статистики кажуваат дека инфлацијата е 10% до 15%. Но меѓутоа, ние сите знаеме дека реалноста е друга, затоа што инфлацијата најдобро се рефлектира на цената на производи и услуги. И како што гледаме, тие одат нагоре. Така да, дефинитивно, едукацијата е многу битна за секој еден човек да разбере дека единствен начин да можете да се борите со една ваква лоша економска ситуација е да вложувате во финансиски средства, да вложувате во крипто, но меѓутоа, како што реков, да ги имате своите средства во своји раце на децентрализиран начин и секогаш гледајте да вложувате во проекти што се реални, што имаат реална употреба во светот и што имаат квалитет. Нормално дека биткоин треба секој еден што вложил во крипто и што планира да вложи, биткоин мора да го има како дел од портфолиото. Исто така, треба да се гледаат битни и добри проекти, како Polkadot, Cardano и Kusama, Ethereum да не зборуваме. Значи, тие се тие што имаат квалитет докажан и каде што можете дури во едни вакви несигурни времења да вложите. Затоа што, на крајот на денот, технологијата, како што знаеме сите, оди во прогрес. Така да и криптовалутите се водечки во овој поглед. Но меѓутоа, криптовалутите се единствен начин луѓето да разменуваат било каква вредност меѓу себе на децентрализиран начин. Исто така, криптовалутите овозможуваат да ги имате своите податоци, својот сите приватни работи да ги имате на еден децентрализиран начин и да бидете само вие собственик на вашите податоци. Драги мои, тоа ќе биде накратко за денес. Се гледаме наскоро и сака на следното видео ќе зборувам поконкретно малку за ситуацијата со Celsius и да ја објаснам оваа цела ситуација. Поздрав до сите, се гледаме до наредното видео.